првата верзија на стратешка оценка, најсериозни забелешки имаше токму заради тоа што таа не вклучуваше компензаторски мерки. Во Република Македонија нити по законската регулатива, нити по пракса има искуство на работа со компензаторски мерки, со компензација, она што вие на крај го рековте дека многу исплени. Од тие причини, бидејќи овдека немаше капацитет да се изработат ревизија на стратешка оценка која вклучува компензаторски мерки, ангажирана беше меѓународна The assessment was done under the Habitat Directive, which the Macedonian accords with. Проценката беше извършена въз основа на директивата за хабитати, со која што е согласен меѓународната заедница. In a national park, development isn't the preferred option. Во еден национален парк градежните активности не се опција што се предпочита. And compensation can only be applied as a last resort. И компензацијата може да се примени единствено како последна мерка. So at strategic level we identified mitigation and restoration, but we also identified habitats that cannot be mitigated for the loss. Затоа во стратешката оценка ние утврдивме мерки за ублажување и за реставрација, за обновување, но исто така утврдивме и места, локации кои што не можат да се обноват. So the last resort in the assessment is to therefore look for compensation measures. И токму затоа во стратешката оценка последната мерка која што ние видовме беше компензација. And the first level was to look at whether we could compensate within the national park Galicia. На прво ниво се обидовме да утврдиме дали таа компензација може да се спроведе во рамките на националниот парк Галичија. And we have clearly and transparently identified certain habitats that we cannot compensate within the park. И можете јасно и транспарентно утврдивме одредени места од националниот парк кои што не можат да се компензираат во рамките на паркот. So therefore we look at the national level as to whether we can identify locations to compensate to national level. И затоа ја разгледавме ситуацијата на национално ниво, се обидовме да утврдиме, да изнајдеме локации кои што ќе послужат за компензација на загубите во националниот парк. In the slide you saw a slide on mitigation hierarchy. Видовте еден слайд каде што беше прикажана хиерархијата на обложување. And as you saw, we use the compensation or we call it offsetting internationally is the last resort. И како што можете да видите од тој слайд, обложувањето, компензацијата, односно пребивањето, како што се користи на меѓународно ниво, представува последна мерка. Следно беше револт кон проектите, генерално и недостаток на време за анализа на влијанието. Во тимот кој работуваше околу години, беа вклучени и експерти и луѓе кои што се од областа со добро опознавање присутни на македонски. Значи, ова не го работеше тим, конкретно составен од странски консултанти, кои дошле само на еден ден. Тие го водеа процесот, бидејќи немаме искуство, како што кажа Андро, за превземање на мерки на компензација, кои ние што истогаш примерно луѓе, ниту знаеме како да се дојде до тоа. Значи, беа вклучени и доста локални експерти, консултанти од одредени области за секоја област поединечно. И тимот кој што претходно работел на текстот основа како почетна документна основа на дојдеме до некој ниво да бидат сите страни
задоволени и засегнатите жители и общината и носителите на проектите и државните служби. Can I say? I only work in teams with also including the national consultants such as the Macedonians. Јас се мислам работа во активности каде што се случи и национално се изминува експерти како овој. My team's experience is dealing with difficult projects and proposals in technical areas. И искуството на мојот тим се однесува на справување работени со тешки проекти и полагање умења. And within the original ASIA, we would have just lost habitats with no compensation as required from the Habitats Directive, and also given this is an emerald site, it's required by law. So with the new assessment, we've identified the compensation measures and the things that we can't offset in the past. So this is transparent. Во паричната верзија на проценката предложени се мерки без да се предложат мерки за обложување, односно за компензација, а кое што мораше да се направи според директивата за живалишта. Во оваа нова проценка ние предлагаме и мерки за компензација, но исто така и идентификуваме, утврдуваме места за кои што не може да се примаат такви мерки, односно кои што не може да се одмони.